Мојот денешен гостин се бави со криминал и со корупција. Се запишнав на факултетот по општа и компаративна книжевност, но брзо сватив дека тоа не е баш тоа. Визијата е општество во кое што животот, благосостојбата и здравјето на граѓаните нема да биде под постојана закана од криминал и корупција. Парите се пак помокни на крај од Интересите се мокни. Ние сме секојдневно под закана веќе. Гледате 38 епизода на Некджам подкаст. Моето име е Георги Довкузов. Денешен мој гостин е Сашка Цветковска, од Ирала продукција, главен и одговорен уредник. Сашка, здраво. Здраво. Фала многу што ја прифати понудата за да ти гостуваш. Беше многу лесно да се договориме, со оглед на тоа колку сте зафатени. Претходниот пат требаше да одложиме поради некоја ваша професионална обврска што е во склоп на професијата со која се бавите. Сега во најавата сакав јас да спомнам дека мојот денешен гостин се бави со криминал и со корупција, за да звучи ударно, но од другата страна најчесто нели откривајќи го, влегувајќи во траг на луѓето што се бават со тоа, правејќи истражување за тоа како новинар. Како се најде ти во таа улога? Од каде почнува твојата приказна? Не се бавиме со криминал и корупција, тоа звучиме како оние за кои што Clickbait, пишуваме, да. clickbait. Иако многу луѓе ви рекле дека ние сме криминалците, а не тие. Го викате тоа? Да. И како се најдовме тука, сите? За вас лично е право. Јас лично, па сосема случајно, значи, јас сакав да бидам писател и се запишнав на факултетот по општа и компаративна книжевност, но брзо сватив дека тоа не е баш тоа, наука за книжевноста. И Не звучи толку возбудливо. Не бев создадена за научник, за жал. Иако многу би сакам, се надам во некој друг живот ќе бидам. И реално, не знам, тоа беше мојот скил. Пишување, презентација. И така се барав некое време и потоа добив една стипендија од Данската школа за новинарство и првата моја работа беше во ТВ проектот Еврозум и во А1 телевизија. Таму бев за жал кратко, мислам ја затворија по 2 години. А дефинитивно значаен удел во тоа затварање имаше и моето прво истражување на кое сум работела, списоци со гласачи. Односно, заедно го работевме со колешката Наташа Стојановска, она е денес во Блумберг. И потоа, не знам, се плеткавме некаде наваму натаму Фокус. За среќа, брзо ги запознав дечките од меѓународниот проект за известување за организиран криминал и корупција. И така преидов во рацете на Дру Саливан, Пол Раду и многу други искусни новинари, кои почна една многу интересна, иновативна организација. И сватив дека тоа што нас научила дека новинарство е далеко од секоја идеја за новинарството. И така што потоа следните, веројатно да моите 30, се што правев е се трудев да надоместам, затоа што едноставно не бев еднаква со сите мои врсници кои што доаѓа од земјите земји како САД, Канада, Британија, Норвешка, Германија. Системот ги подготвил подобро, да бидат подобри, повешти. Не дека правеле тие нешто поразлично од мене или од нас, меѓутоа едноставно подобро општество создава и подобри луѓе и подобар кадар. И кога ќе сватиш што е, како треба да се прави работата, тешко е да се вратиш на истото. Потоа продолжив да работам во Нова. Во тоа време беше основана од некои од најогледните во тоа време новинари од А1 телевизија, како Борјан Јовановски, Билјана Сакуловска, Менче Точи. Меѓутоа со промената на власта се променија и веројатно амбициите на одредени колеги, не колешки, кои што беа во управата, да речеме. И едноставно тие побара да не се бавиме повеќе со истражувачко новинарство, сега кога веќе има нова влада, тоа штетело на бизнис моделот, секој може да ги толкува причините онака како што сака, но тоа беше неприфатливо за нас, особено во организации портал кој што се финансираше од непрофитни средства за истражувачко новинарство. Знаете, ако постоеше некаков бизнис модел, ќе разберевме.
главниот тригер да си отидеме повеќе луѓе од таму, не само еден, беше кога одговорниот уредник побара да му се извиниме на Урца Камчев. Тоа беше апсолутно неприфатливо. Ние поминавме неколку години, известувавме за олигарси како него, за Сашо Мијалков и за луѓе кои што во тоа време сите се плашеа да ги споменат. Кога ги објавувавме истражувањата, од кои добар дел беа меѓународно објавувани со Guardian, со разни медиуми надвор, вака само го гледавме сајтот, има 100.000 читања, никој не го споделува, ништо. Траума. Така што апсолутно мислам беше неприфатливо да одам да се извинувам на некому. И тоа да се извинувам за што да мојата честна работа. И така некако си отидовме, не се најдовме во таа приказна и така настана Ирола. Рековме дека од сега ќе работиме на медиум кој што ќе биде во собственост на новинарите, односно на граѓаните. Значи ние не направивме класична продукција, односно не направивме фирма, направивме граѓанско здружение кој се разликува многу од постоечките граѓански здруженија кои најчесто се формираат татко, син, бабата, комшиите, пријателите и практично добар дел функционираат како фирми кои што само таргетираат друг пазар, непрофитниот, но тоа не е многу честно според мене и не сакавме да влеземе во таква приказна. Знаете кога ќе слушнете за Пулицер центар постои 100 години или такви големи непрофитни или репортери без граници, постоја затоа што има accountability. Некој мора да ме надбирливо мене што правам, какви одлуки носам и само организации со вистински управен одбор и вистинска заложба да бидат и да останат на граѓаните кога јас ќе умрам, може утре да ме сгази кола и што нема да постојат повеќе невладините и најчесто тоа се случува. Нема зошто да постојат инвестиции и субвенции од дома, од странски фондови, од било што, доколку тоа што го правите не е преценација за граѓаните. Така, значи long story short. Да, long story, не беше short. Беше реално 5 минути. Јас искрено за вас прв пат дознав од прилогот редакција, тоа е содржината редакција или како да го викате, документарниот филм редакција во склоп на Ирола продукција, која е само еден од продуктите кои ги вадите. На интернет можев да најдам искрено дошто опширна биографија за темите, за проблемите, за истражувањата со кои си имате бавено. И сега само да ве вратам назад. Спомнавте Ајден, значи официјално може некако да кажете дека таму некаде сте почнале својата новинарска кариера. И затоа сум благодарна бидејќи Ајден на крајот на денот од сите тогаш водечки медиуми, тогаш телевизијата беше главен медиум и највлијателен, особено Ајден телевизија. На крајот на денот сепак работе во телевизијата, која што каков таков беше во собственост на човек кому што примерен бизнис му беа медиумите. На некој начин, колегата Срген Станчев од Телма ќе го цитирам, као Велија беше единствениот вистински медиумски могул во Македонија. Останатите собственици на телевизии, за жал, едноставно така ете во една мачна атмосфера се допушти водечките медиуми да се изградат и да паднат во рацете на сомнителни лица, кои веќе и не се уште се сомнителни, не се многу познати за разлика од некогаш. Луѓе кои ги искористија тие темни времиња во транзицијата, очеот на граѓаните, не можат очени и сиромашни луѓе во држава со 50-60% невработеност да се занимаваат со демократски прашања и со медиуми и така. Тој простор беше употребен и денес имаме телевизии или имавме весници, веќе немаме, нели тие ги затворија, кои што во собственост на олигарски, дефинитивно македонската олигархија, па и странски и домашни политичари, постојат поинакви агенди, никому таму не му е главен бизнис медиумот, туку медиумот служи за да си ги заштитат своите други доходовни бизниси и меѓу другото да можат да влијаат, да се носат од закони, царински ослободувања, ослободување од истраги, буквално заштита од кривичен прогон за се што прават, добивање тендери, субвенции за нивните други бизниси. И за возврат тие нудат една извртена слика
за тоа што се случува во земјава и во светот. И тие одлучуваат кој ќе биде на власт, која партија ќе ја финансираме, која нема да ја финансираме, каде ќе се вложиме. Тешко е граѓаните тоа да го разберат, затоа што на крајот на денот сме обкружени 99% со такви медиуми, и онлайн, и офлайн, и како сакате. И луѓето се жртви на пропагандата, не се глупави, како што нели луѓето знаат да речат. Народот е таков. Не е народот таков. Народот е жртва на околностите кои ги креираат луѓето со огромна економска и политичка моќ. Што пробува прашањето се? Да, нема врска. Сега кадеме може од тема на тема, ме интересира се кога спомна цела оваа слика и преска кога влеговме веднаш некако натака отиде муабетот, ме интересира што пробува сега ти си изјасни во првиот дел, што пробува Ирало да направи и што може да направи, која е визијата, мисијата во вакво некое општество заматено медиумска слика како што спомна. Значи широката нели цел, визијата е општество во кое што животот, благосостојбата и здравјето на граѓаните нема да биде под постојана закана од криминал и корупција. Како ќе го правиме тоа? Како решивме да го правиме? Преку инвестиции и тренинг на млади од нула, значи не сакавме на почетокот, прво немавме пари, да бидам вака наискрена, но воопшто не сакавме да влеземе во приказна во која ќе вработуваме други луѓе кои работеле во спорни медиуми, каде што биле навикнати на други пракси, па ние многу е тешко да ги одвикнувате луѓето од некои навики. Потоа, кога станавме финансиски подобри, успеавме да земеме некои колеги како Бојан од Алсат, Иван Блажевски и други, кои имаат морал, чест и знаење манири. И така голема екипа сме сега, многу diverse. И тоа начинот на кој што сакаме ултимативно некогаш да постигнеме, нели, нашата цел е преку правење на квалитетни содржини, бидејќи само квалитетните информации имаат капацитет да искомуницираат со јавноста и не знам, од тоа да ја вознемираат, да ја изредуваат, и било што, за да можат луѓето да се организираат и да го изразат на начинот на кој што сметаат дека е соодветен нивниот револт. Меѓутоа, новинарството како што го гледаме по овие, не знам, медиуми, да ги наречаме, тоа е далеко од секаква идеја за новинарство. Дури и станува збор за една нечесна, неморална индустрија, каде што работат луѓе кои што само во друг универзум би припариле до тоа да креираат јавно мислење, исклучително лоши, прости и дефинитивно неписмени карактери со сомнително минато, уште посомнителна сегашност и најсомнително финансирање. И така, начинот на кој што ние се спротивуваме на тоа, и мислам дека успеавме тоа да го покажеме, дека не се потребни 1000 текстови на ден. Вие можете да правите 1000. Ако сте Вашингтон Пост и имате 10.000 вработени. Ние немаме и правиме, не знам, нека е просек од 2 пати месечно нешто, документарец правиме еднаш годишно до 2 пати дано, мора да е квалитетно и Ирало мислам дека покажа дека за да се промени расположението кај граѓаните, бидејќи во најмала рака тоа што го постигнавме ја сензибилизиравме многу јавноста за последиците од корупција. И но нели требаат и повеќе критични гласови како нас. И колегите од 360 степени прават одлична работа, нека да ги пофалам, но тоа се премалку луѓе. Значи, кај нас работат 8-9 новинари и сами имаме ние многу друг кадар, бидејќи ти да создадеш нешто потреби се сниматели, дизајнери, режисери, продуценти. Да, и затоа изгледа добро. Изгледа доста добро. Ама не се нафаќаме да правиме ништо што изгледа лошо и ништо што не е во согласност со меѓународните стандарди, бидејќи има едни стандарди, нема македонски. У Македонија многу се зборува за тоа. По нашиот стандард, прилагодено на македонскиот стандард, има само меѓународен еден и единствен секаде. Се друго е барање изговори зашто луѓето не сакаат да си ја работат својата работа како што треба. Гледате вие иднина во како моментално функционираат медиумите од моја некоја гледна точка. Сега вие сте многу повеќе во таа тема. Еве ова ние што го правиме, иако примарно работиме со маркетинг, но овој што го правиме концептот веќе епизодата со вас е 38, некој вид на медиум, имаме и пишан дел од тоа што го вадиме и слично.
Јас искрено гледам дека медиумите, тоа што може во пишана форма се види некако се како copy-paste со честни исклучоци. Јас не сум ни толкова темата, не сакам никој да навредам како copy-paste или нарачки од разноразни copy-paste или PR и copy-paste, и хајки. Во видео формата се помоце може да забележам некои луѓе што сакаат да се експонираат, што заземаат став и слично. Зборам за мејнстрим медиумите со национална фреквенција и слично. Гледате вие иднина во тоа некако или како да не гледам бидејќи како што ви кажав. Или парите се пак помокни на крај од интересите се мокни, режимите, нека многу луѓе не се согласуваат, но јас така сметам дека Македонија е режим на олигархијата во овој момент. Што подразбирате? Кога луѓето со огромна економска мок ги контролираат политичките институции. Прво партиите, потоа кога тие ќе се префрлат во институциите и сите центри, законодавната, судската, извршната власт. Колку луѓе има такви кај нас? Па не се многу, има 20-на. Не се ни многу паметни. Тоа што го свативме, најголемата лекција која ме направи оптимист, иако не бев, е дека истражувајќи висока корупција и организиран криминал, свативме дека овие 2-30 олигарси, бизнисмени, успешни, они како што сака да се нарекуваат, се всушност многу глупави луѓе и е просто неверојатно како ние како граѓани сме дозволиле, како тие создале ресурси, мислам. Знаете, има италијанска мафија, пак имале некаква, нели имале врвни сметководители, морале да смислуваат 300 бизниси, нешто нели да. Ова така многу улично, многу ниско, имаше еден, ќе го цитирам, ама сега не ми тикнува кој го кажува од колегите, друмски разбойници. Онака, примитивно. Мислам, стварно само во други универзум овие луѓе би имале пари или било што онака. И така да тоа е добро, граѓаните мора да разберат дека е многу полесно да им се спротивставиме од што мислат, бидејќи на вистина станува збор за неписмени, прости и преглупави луѓе. Не знам, да ги видите како се однесуваат во јавниот живот во еден ресторан кога ќе излезат, тоа е да ти се слоши. Тука го гледате целото примитивизам и са примитивни луѓе со пари, нормално дека вашиот систем ќе биде анархичен режим, насилие, он ти оди граба, нема тука никаков памет аплицирано. Нема нешто да ги сокриеме, трагите да се, не. Класично насилие, друмско разбойништво. Така да не мора да им се плашиме до толку. Тоа ми беше следното прашање. Колку е всушност ризично ова што го правите вие? Па не, сега види ризично, да, зависи, да. Вие сте највеќе од сите, предпоставам, од целата екипа, бидејќи ми доста помлади во ИРЛ. Предпоставам дека највеќе сте во оваа некоја највеќе изложена, да, сум изложена. Највеќе изложена. Но имаме собиваат и другите колеги закани, не само јас, меѓутоа најчесто е се добиваат ли закани? Некој треба да го носи така. Како изгледа? Се добиваат ли закани? Како? Па сега, значи вака, минимум на 3 недели имаме понуди за мито, тоа е тоа е прво, тоа следува. Како изгледа тоа, како се? Најпростачки, како што ти опишав предходно, овие луѓе како мислиш дека нудат мито? Како на филмовите, во подруми, не. Онака, леле, дај, колку да платиме? Имаш од 100.000 евра, 50.000 евра, 5.000 евра, 12, значи 200.000 евра сега на колегите, маје буки му да, мислам. Што да ти кажувам? Добро, тоа е смешниот, забавниот дел од работата и многу се разочарани кога ќе бидат одбиени. И тоа некогаш, ама разочарување не можеме да опишам какво, избунатост. Подоцна свативме зошто, затоа што најверојатно многу од нашите колеги го прифаќаат и сега ние како ИРЛ сме нели јаболко и кошницата сите се расипани јаболко и сега ние не можеме толку да плачаме зошто луѓето ги мразат новинарите и таа индустријата. Потоа закани, има закани, добро, сега ајде да видам само што можам да раскажам од закани. Не можам сите. Сега работевме на една многу тензична денеска се објави приказна. Веројатно една од највозбудливите, најопасните на кои сме работеле до сега, меѓународно истражување. Подпишани се 14 колеги, но уште најмалку 2 пати толку не се, бидејќи работат во ризични држави каде што има и милитантни групи, посериозни режими, мислам, да не ги спомнуваме. И како од филм, значи сметководителот на северно-кипарската мафија се согласи да даде интервју за нас во затворот во Амстердам.
бидејќи му губија шефот пред 2 години, само конечно не се плаши да збори. И излезе дека во Македонија центарот на таа перална на пари, во која се вмешани синот на председателот на Турција, локални почесни конзули, бизнисмени, честни, како што не би рекли, добротвори. И така, на цел филм треба да го читате. И они што правеле, организирале нелегална перење пари. Они и студенти, носеле студенти од Турција, од странски држави кои што не биле баш студенти, туку работеле нелегално на обложување. Само турски државјани можеле се обложуваат во криптовалути, па потоа парите ги враќале назад во Турција и на други места каде што оперирале Белоруси и секаде. И со тие се плаќале мито, подкуп, се земале, не знам сега пример, се замисли се, тендер имao некоја таква држава како Македонија. И сега требало да земе нели премиерот некој мито и така ги враќале. Да, во кеш, многу лудо. Закан имаше во текот на папу или од која Са тука нема да навлегуваме во многу работи, не поради мене и најискрено, поради другите колеги, ние не бевме ни толку. Сега ќе видиме што ќе биде, бидејќи ова е сепак уличен криминал, по-сериозен. Инаку сме имале закани од најбрутален вид. Брутално. Сме имале, јас сум имала обезбедување, еве сега можеби ќе имам пак, не знаеме, ќе видиме. Така што, да, тоа е that's part of the job. Не е толку подносливо е. А кога почнавте така да гледате на тоа? Вака сега бидејќи Па веројатно се навикнуваш, не знам. Интересно бидејќи почувствав дека вие постојано сте во темата, дека постојано сте на 100% фреквенција и во приватно во разговорите и во пораките дури и пред да почнеме да снимаме и овие 25 минути како снимаме, ме интересира кога си ја прифативте таа улога, дека тоа е таа улога што сте одбрали, дека нели нема назад како од многу улоги у животот. Не, нема назад. Јас доаѓам од заедници на ураните 90-ти, местото каде што живеев и моето семејство и моите блиски, моите соседи. Ја делат судбината на сите транзицијски семејства кои во тоа време масовно остануваа без работа, бидејќи оние луѓе кои денес ги знаеме како крупна олигархија насилно ги превземаа поранешните југословенски капацитети. Видовме како пола од нив завршија денес, бидејќи тие сакаа да се представуваат како спасители на економијата, меѓутоа прашање е дали и нивните, веројатно нивните внуци ќе бидат на велфер, толку се они многу успешни. Ама ете, им ги дадовме тие бизнеси, останаа стотици илјади луѓе без работа, буквално без храна. И моето семејство беше едно од тие. И до денешен ден, луѓето не се застапени. Значи, јас тука сум да застапувам мојата заедница. И ова најдобро знам да го правам, не знам да правам друго. Кога почнав да работам, сватив дека стварно сум добро ова. И тоа е мојот начин да се одолжам на мојата заедница. Колку толку. Како изгледа спремањето за еден процес за снимање на документарец во ИРЛ? Како е тоа? Дали е различно од... Значи вака, дали се го замислуваме толку возбудливо, не како еве ќе те поканим во ИРЛ ќе дојдеш како во... Значи не замисли некако на бюрократи такви со хартија натрупани, цел ден праќаме мејлови, одиме како поштари, значи почнува се од значи ние многу сме селективни кои теми ќе ги обработиме, се трудиме да опатат поголем таргет на граѓани, бидејќи немаме средства да правиме почесто филмови. Се прашувам дека дури да имаме, дали ќе можеме, бидејќи кај нас се институциите нетранспарентни, па вие додека да ги соберете сите докази, документи, додека да истражите. Пример, 1 година се губи време, кога ќе кажеме 3 години се правел. Зошто година и пол одиме на судови, управни судови, жалбени постапки, бидејќи не ги добиваме документите кои што ни припаѓаат нам, тебе, на сите, согласно законот за пристап до информација од јавен карактер, и после така администрација, адвокати, тужби, жалби, секретарки, класични сме сите. И потоа се види комплексно е. Најмногу стории правиме врз база на пријави од граѓани, гледаме да бидат најголемиот дел.
Па јас не знам дали сме имале, да, не сме имале редакција, која што не е на база на пријава сите биле. И има ресерч процесот е комплексен, многу трае. Мислам дека добро и во документарциите добро го фаќате и тој момент на како вие всушност да, кои се трудиме многу, да. Тоа беше една од идеите дека граѓаните мора да го познаваат и не можеме ние нели сите можни детали да ги ставиме во тој филм, меѓутоа треба да ги знаат нашите процеси интерни како работиме, да знаат кои сме, бидејќи новинарството нема доверба, не ужива доверба, а една од гаранциите за да успешно искомуницира вашиот продукт е и довербата. Така што тоа беше одлука на режисерот Трифун Ситниковски. Го мразевме кога дојде и кога ни рече и вие ќе се снимате, ние нели му викавме ние сме глумци, значи многу го мразевме. И на крај имаше голем судир меѓу традиционални новинари или мислам луѓето верувале се супер, ај може би лош збор традиционално, меѓутоа секогаш работеле новинарство и класични ТВ продукти. И продукцијскиот тим на чело со Трифун и да, зезнати беа децата. Трифун ми доаѓаше ми викаше, но ти ми кажа мене полуавторство имам. И викам добро ќе го не можам да му кажам дека немал, бидејќи ја растев со шефови кои што правеа дисмис на секоја идеја која доаѓаше од младите луѓе. Не им овозможуваа да растат во кариерите и си рековме ние никогаш нема да бидеме таа фирма, никогаш. Ке направиме, морам да се вратам и на тоа твоето. Жално е што ти не си во институција како јавниот сервис, жално е што телевизии големи немаат тренинг програма, тоа мислам секоја минимум достоинствена држава, Белорусија има некаков ред таму јавниот сервис, ако е режим, најсериозно. Жално е што никој не брка таленти, никој не бара луѓе кои ќе прават програма, луѓето кои наместо вас прават програми, исто така се деца на тој на оној. Но мислам со оглед на тоа дека не им ги не знаеме продуктите, толку се успешни. Така да тоа ИРЛ има фокус на одлучување на младите. И единствената организација која во статут го има уредено female и Gen Z leadership. Значи они имаат и раководни позиции, секакви и тоа многу ме радува. И не сакам, јас бев убедена дека ќе фейлнеме, ама не можам да си го погазам зборот и така се создаде редакција и сега што го послушавме. Трифун Ситниковски. Сега кога сме околу финансирање, тоа е најчесто што се пише во вашите документарци, инаку изгледаат многу професионално. Моментот сега што го спомнавте со тоа е вашиот извршен продуцент и претпоставам видеограф, филмограф, вашите се веќе. Јас сум продуцент, Трифун е режисер. Зборам самиот визуелен дел, се грижи за тоа бидејќи доста се истакнувате и во тоа и самиот момент што младата публика ве прифаќа подобре, тоа бидејќи имате добри светла, добри камери и слично, што е многу битно. Претпоставам дека во сршта на новинарството тоа не е подразбира некој голем сегмент, но во оваа генерација и тоа доста битно и во пласманот сега да се гледа тоа да може некоја помлада публика да го прифати некако по. Точно, да, меѓутоа е многу скапо да се направи, просечна редакција чини помеѓу 90 и 180.000 евра. И тоа не би ни бил реалниот трошок. Многу луѓе ни донираат услуги, например, пост, аудио и 300 други работи, да не ти набројувам. Сите работат за скромни хонорари или имаат и втора работа со цел да можеме да го издржиме тој притисок. И е тешко, финансирањето е најтешко, но не можеме. Тоа сакав да ве прашам. Да, и решивме да го намалиме обемот, за да може да го задржиме и унапредиме квалитетот, бидејќи нема ништо полошо од тоа да имате квалитетен млад кадар кој не може да оди напред. Единствениот начин да оди напред е да има инвестиции, да имаат и тие можност да растат. Следниот филм да биде подобар, следната кампања на Деница да биде подобра. Така, тоа е можно само ако постои мазохист како мене да најде ресурси од никаде, да ги ствараме. Да. Рекламирањето од приватниот сектор не го подразбирате? Не. Да снимам, ИРЛ никогаш нема да се рекламира, да користи пари од реклами. Во Македонија не работиме така, бидејќи прво ова е нечесен пазар на реклами, воден од во најмала рака сомнителни економски оператори, со кои ние не можеме да се идентификуваме и со нивните принципи. Потоа тие ја потценуваат новинарската работа, мислам, зошто ние
изработале за 500 евра банер на некој си олигарх. Тие работи ги оставаме на Геровски, на Латас, на таквите новинари. Тие имаат други математики. Сакам да кажам, и пропагандата е поевтина од што изгледа. И затоа нема квалитет и нема ништо. А тоа како би требало медиум еден да се финансира, да речеме, ако не е само истражувачко може да се новинарство? профитен и непрофитен. И непрофитен може да прави профитен, ние не го правиме тоа. Ние се финансираме од домашни институции, но само со јавниот сервис работиме, не со други, бидејќи тоа е формиран во парламентот, не би земале, например, никогаш пари од владата. Потоа, но доминантното финансирање на ИРОЛ е од билатералните донатори на Македонија. Значи, ние сме многу транспарентни околу тоа. Се има на сајтот, секој наш донатор е наведен и зошто сме го одбрале тој. Значи, тоа е холандското кралството на Холандија, USAID, озагласената USAID, која што Елон Маск и Трамп сега ја укина. National Endowment for Democracy, исто е фондацијата на Конгресот. И така, значи, тоа е тоа, тие се претежно. Но нашиот сон, и тоа не е во стратегијата кога се основавме, е да се финансираме од... ние си замисливме на 10 години од постојање, но тоа е за 3 години, така да не знам. Дека ќе се финансираме, дека ако секој граѓанин ни даде по 1 евро годишно, ќе имаме 2 милиона евра и ќе бидеме апсолутно срекни и задоволни. Сега имаме околу 400.000, што е премалку во ИРОЛ работа. Годишно 30 луѓе, да. Као Ептен е претешко одржливо. А моментот сега што Трамп ги забрана организациите непрофитни. Тоа е страшно, ние во моментот сме многу погодени. И вие спаѓате во тоа, бидејќи USAID беше прв на пик. Тоа е, што се случува? знаете што, секогаш постоеле, да речеме во времето на Никола Груевски бевме нарекувани соросиди, вакви шпиони, не знам, има разни или конспирации. Во времето на СДСМ беше ВМРО-иди, никој не сака критика, а уште помалку сакаат критика која што е придружена со сериозна аргументација која, да бидеме искрени, го надминува и нивото на нашите правосудни институции, како обвинителства, полиции, реално вршиме од многу од нив подобра работа. Нескромно, но точно. И секој се плаши од докази, бидејќи се велеа, па тоа е некоја друга власт. Најчесто секогаш ќе тргнат, правдата трга по оние за кој е полесно да кажеме. Тоа е целиот страв. Така што во моментот тоа што се случува е многу различно од оние конспирации со кои сме биле напаѓани, дека сме платеници на Сорос, на овој, на Бил Гейтс, и такви работи. Секогаш нашата работа ќе следат тој тип на контроверзи во држави кои што имаат незадоволителна демократија, каде што нели се функционира како што се функционира, но многу е различно тоа. Многу е различно кога некој локален диктатор во Македонија, во Србија, во Молдавија, во Белорусија го прави тоа, но кога истражувачкото и непрофитното новинарство е жртва на конспирации кои што доаѓаат директно од устата на најбогатиот човек на светот, кој што му ги купи изборите на моментално председателот на Соединетите Американски држави, тоа е веќе голем, сериозен проблем. А кој е аргументот за ова? Тие сакаат да го криминализираат критичното новинарство и критичните гласови. Тоа е тоа што го прават. Кој е аргументот? Тој што сака да владее арбитрарно и да ги користи институциите на системот за да се збогати, за да контролира. Фала Богу дека не сака да постојат критични гласови и медиуми. Секогаш први на ударот се тие. Тоа што е штета, премногу ги поделија граѓаните глобално, во толку кратко време од изборите во САД до сега. Имаме ние пола планета, повеќе од половина од граѓаните во Македонија сметаа дека Елон Маск прави добра работа. Дека ова е супер. И за Трамп се замислете луѓето кои што денеска не можат, работат по две работи, се мислат дека е добро кога, не знам, буквално најбогатиот човек на планетата, кој што има контрола врз информациите, кој што има
Значи Да двајцата почнеме од тоа. најбогати, да. Да, Цукерберг и сега и го Елон контролира Маск. кабинет, извршниот кабинет на владата на САД, мислам. Сам си доделува себе си субвенции, ги укинува боновите за храна на сиромашни, ајде медиумите да на страна. Мислам, како е тоа прифатливо за било кое демократско битие некаде? Како е тоа прифатливо за секој човек кој што најмалку мисли на својот опстанок, но повторно пропагандата е силна. И на крајот на денот традиционалните медиуми, исто како и традиционалните партии, ги разочараа граѓаните премногу и тие сега се вртат кон овие алтернативни гласови. И сега ситуацијата е следна. Ситуацијата е многу лоша и како да сме пред еден нов среден век, кој верувате ќе дојде побрзо од што луѓето мислат. И да, многу ми е жал. Дали ќе се случи тоа? Еве може од моја страна Тоа може да се случи, да. Например, како јас Никогаш не била опасноста волку голема како што е сега. Никогаш. Значи фактот е дека и саме Ние сме секојдневно под закана веќе. Знаете ли, аз каков хейт ме одобива? Ја само денес имам 400 пораки. Кој ги прака тие пораки? Но фактот е дека тоа е некако и самиот тој момент на Трамп и на слично добивањето на неговите избори, фактот е дека тоа не е толку дека го сака и народ и слично и дека не е цел свет на таа страна. Од друга страна со него се сега луѓето Може што би не е имаат цел свет на таа страна, но луѓето кои што имаат пари се на негова страна и ги има институциите и тоа сакам да кажам. најголемата и најсофистираната армија на светот. Што и Ме логично разбирате, има воена, и најголема воена политичка мог во моментот тој човек, меѓу другото. Не може тоа да се. Сега како би изгледала И борбата реално, против луѓето што имаат највеќе пари и највеќе се гледа информации. дека, знаете, едно да се каже не е добар човек. Тој човек изгледа посериозно лошичок, така evil. И он и Маск. Ќе видиме што ќе биде, но граѓаните најважно е дека граѓаните не само во САД секаде мора да дадат протест, па и да не успееме во најмала рака да биде запишано дека во историјата за некои генерации дека имало протест на ова насилие и самоволие. Млад човек не знае како да размислува о цело ова лудило, со цела оваа поларизација. Еви кај нас што се случува, актуелни се некои случаи кај нас, па повторно се активираат некои теми на тотална поларизација, десница, левица, значи сите стануваат Луѓето не знаат ни поостри. што значи прво десница или левица, ама битно ги користат тие зборови. Јас сум конзервативен, ми кажуваат дури и блиски пријатели кои реално од им ги знам ставовите во животот, некако не се баш конзервативни, не знаат што се ништо од овде не е водено од никаква идеологија. Бидејќи на крајот на денот нема поента што ВМРО се конзервативни, СДСМ се либерални, смешно е да се разговара воопшто за тоа. Имаме и кај нас имаме партии лишени од секаква идеологија, од секаква структура и систем, значи побанални работи функционираат како полукриминални организации без никаков ред, поредок. Видете им ги програмите, лектор ги нема помина тоа, камали да зборуваме за посериозни работи, како во едночување на речникот, мислам, такво нешто во Иролан и Интер не би доставил. И таа после култура, неписмени, корумпирани, глупави луѓе, кога ќе дојдат на власт, како замислувате дека ќе изгледаат институциите, како што тие функционираат таму. И во Македонија исто така апатијата е проблем и тие не се ефекти само тука, тоа е глобално. И каде води се ова? Па не може ништо се смени се додека граѓаните не го побараат тоа. За жал звучи едноставно, е многу тешко. Ако сакаш нешто, треба да се бори за тоа нешто, кога гледаш дека никој не ти го дава, нема друга опција. И дефинитивно информациите се клучен стратешки проблем тука кој мора да се адресира, баш стратешки, холистички, без информиран електорат, а таков посакува секој злонамерник, не може да се случат значајни општествени промени никогаш. Во која смисла информиран? Информиран, за да одлучуваш ти најдобро за тебе, за твоите блиски, мора да ги имаш правите информации како ќе одлучиш за кого ќе гласаш. Така, како ќе одлучиш што ти се допаѓа, како ќе одлучиш на кој протест бил сите работи. Како ќе одлучиш за што да се побуниш. Мора да знаеш што се случува. Во моментот, во Македонија, никој не знае точно што се случува. Независните критични гласови кои работат квалитетно се помалку од 1% од контентот кој што дневно циркулира. Знаете колку е малку тоа? 99% се пропагандни и гласила или да не се прават од луѓе кои не знаат како се
креираат информации. Да, не стоат добро работите, не најдобро. А што на крај ако испадне дека всушност луѓето си сакаат некако ова што им се случува и всушност дека поголемо е масата која сака да биде водена на така само на некој. Не можам да се мислам ова, не можам во никој случај да се. Не постои за да сакаш, за да одлучиш, што ќе сакаш, треба да ги имаш сите информации. Уште еднаш да повториме. Убаво е да може го сакаат, може би сакаат во режим да живеат, јас не велам не. Ама за да знаат што сакаат, како ќе знаеш ти што сакаш ако не знаеш што е понудата? И ако не ги имаш вистинските информации, на крајот на денот ништо не можеме да направиме без информации. Така, апсолутно се согласувам. Значи да сумираме некако, всушност се случува тоа да тие што ги имаат, еве на глобално, ја фативме сега глобално, ние ќе зборевме за тоа, отидовме од 10-та тема, тие што ги имаат сите информации. Не, види, ние овие работи сите сме ги поминале, еве ние збориме со колегиве од САД и викаме време ние да организираме обуки сега, бидејќи они гледа збунете се у САД, седат и молчат, а има таму критична маса, не са како на Балканот, постојат и сите молчат. Нив ова не им се случувало баш, не може да се снајдат. А не знаат они доправо што ќе следи, па може да им објасниме. Ние повеќе искуство имаме. Да, ние целосно ова го разбираме. И ние во нешто сме подобри од нив. Не. Чекај се они како тргнале. Ќе видиме. Мислам, глупаво е да се навива за пропаст на американската демократија на крајот на денот. Таа држава не ја создале злобните европски кралеви кои ги пратиле своите капетани да убиваат индијанци, туку ја создале работниците од монархиите во Европа, луѓето кои што биле втора класа граѓани во закони, устави, во се што уредувало нешто тогаш, луѓето кои бегале од феудализам и кои буквално поминувале стравотни работи за да избегаат од тогаш неправедната феудална Европа и да создадат домови. И на некој начин тоа место требаше да биде нели дом на сите кои ќе бидеме прогонувани, обесправени, незаштитени, да може да отидеме таму. И они сега ни го зезнаат тоа место, мислам имаат одговорност. Знам дека луѓето гледаат, ама вие кога ги бевте не седнели црно били работите, денешната САД, што знаеме, создале обесправените сиромашни луѓе од Европа кои очајно бегале од она што им се случува, луѓето од Британија кои не сакале да имаат деца кои од 3 години ќе работат во фабрика, од 5 од child labor имало, мислам, во феудализам. Тие луѓето кои биле измачени. И затоа филозофијата на таа држава секогаш била дека ќе ги примаме, нели, секој кој го нетуван, малтретиран, и сега тоа место ќе го немаме. Одамна мислам дека го немаме, ама веќе дефинитивно е на раб да излезе. Се и ова би имало поделено. Со другата страна вика Америка е направена од затвори, од лудници, она и тука. Да, меѓутоа само апелирам до граѓаните дека не треба да се информираат од коментари на Facebook, а ако веќе го прават тоа, мора да ги отвараат профилите на оние кои пишуваат. Бидејќи понекогаш ги погледнувате луѓето и јасно ви е. Да, само вака да си кажат, дали овој човек, овој коментар што го читам и го гледам, изгледа лудничево, дали треба да го слушаме. Така, а камоли са да навлагаме ние портали дали читале, информациите со резерва треба да се земаат. Меѓутоа имаат најголема одговорност тука. И тие се виновни што еве ние барем локално немаме информиран електорат. Мислам дека е доста за оваа тема, некако бунар без дно, вака малце фристайл разменивме мисли. Ве поканив да дојдете на гостување после специјалот кој излезе на тема брзи кредити. Го изгледав и ми дојде инспирација да поканам, после тоа направивте еден подкаст, сам на таа тема малце збориме, околу спонзорирање, кој се спонзорирал, тоест кој се земал спонзорства од како се и да се вика здруженијата, тоест за издавање на брзи кредити. Вие конкретно не работевте тоа, двајца новинари од кај вас беа, но веројатно вие сте сите сте на куп, да, сите сте на куп. Сега ме интересира преска малце приватно отворив, мама ја вака. Никој буквално нема што еви за големи имиња, за големи инфлуенсери, никој не дава пари, никој не спонзорира. Еви ние имаме само еден спонзор, ги поздравам Пролом вода кој се со нас оваа сезона. Никој не дава пари, од друга страна брзите кредити нудат спонзорства. Кој е тука сега крив? Бидејќи се удира премногу и по луѓето. Твојот проблем е дека ти правиш квалитетен, се стремиш да правиш квалитетен контент од честна позиција.
доколку имаше подкаст на, не знам, да не ги... Маке ги спомнам, ајде, што? Разноразна плејада на луѓе врзани со структури олигархи партии. Тие едва чекаат да излезе некоја наша редакција и веднаш тие фирми пуштаат, еве тоа се случи сега, масовно се зголемува рекламирањето, но само кај оние медиуми кои што ќе се согласат повеќе да не го споменат тоа. Тоа е реално, го викаат и трговија со влијание, постојат и такви кривични дела. Ти нема да се нафатиш на такво нешто и затоа тебе никој нема да ти понуди спонзорство. Ке ти кажам пак, овде никој спонзор не е тука за да ги подржи квалитетните програми. Да, ама не постои така, сакам да кажам, бидејќи ние имавме понуда, а за конференцијата ова излегува на 23-ти, веќе отворено, мислам зашо кажам, јас сум од другата сам веќе, мислам дека треба да има доста одговорни фирми кај нас што заработуваат, што прават профити да поддржуваат настан. Ние ова се излегува на 23-ти, ние снимаме нешто порано, не е битно. На 22-ти правиме конференција за млади, за бизнис и за мотивација. Имаме гости од Србија и единствени кои се понудија да како менаџерски тим да платат VIP место беа токму една од тие куки и ние сега бевме Они се сега вака најмногу им е страф. Да. Мислам, сакаш собе да ти дам, дали да земеш спонзорство? Не дали да земеме, значи сака менаџерскиот тим на нив да присуствува на тоа и сака да ја поддржат како со менаџерски пакет истата таа конференција. Мислам тоа ќе биде објавено сега да не испаднам јас контрадиктивен што зборам. Мојот ми е како би требало тоаш ние, јас имам 24 години тазе напунети и сега правиме нешто и со овој медиум и со се и буквално сите го игнорираат тоа. Да, многу е тешко прашање, дури јас не можам да ти кажам да и не можам да ти кажам не. Да. Ме разбираш? Бидејќи не гледам, многу беше на напад, се додека што земале како премногу, знаеш, мора и тие луѓе и тоа јавно експонирање, некој што има тежина, некоја медиумска, сега збориме на страна од ова, вие што го правите, некој што го продава својот лик, нели, што е само познат и слично. Да, кога председателот на Кошаркарската федерација кој се бира со одлука на владени институции, кој by the way не е баш сиромашен, се согласува да се слика за 20.000 евра или 3. Тоа е веќе безобразно. На крајот на денот тие луѓе имаат идоли, им се млади лица. И тој директно ги кани да земат кредит. Ке ти одговорам еве на прашањето. Доколку оние кои што се рекламираат кај тебе, не бараат од тебе да се цензурираш, тогаш не гледам никаква причина да не ја земеш рекламата. Не прифаќаме за делот на медиум. Доколку сакаш да го потребиш твоето лице и да излезеш да ми кажеш на луѓето земете брз кредит, ќе се скараме, да, тоа е веќе неморално. Доста интересна тема обработивте во тој серијал, во тој специјал, и таму испаѓа луда работата што се случува впрочем. Све е лудо. Мислам, излегува министерот на крај, на него му е лудо. Па барем некој кажа што е, како е навистина што работите. Мислам, луѓето не може очекуваат дека денес доаѓа министер, таа полиција е черичена и силувана со години, постојат 25.000 кланови. Другата опција да не лаже дека ја контролира. Не искрено јас бев воодушевен, искав мисля, не знам како се вика министерот моментално. И гледам дека излези за моментално случајот, нели, најактуелно е несреќата која се случи со девојката која беше прегазна, гледам и дека и таму излезе исто даде став кој е некако многу пореален од тоа само да се вади, тоа е за каже дека сме тотално даун. Само една ластовичка не прави пролет, знаете. Тоа е само. Меѓутоа ќе видиме, само имате локални избори. Сите ќе бидат пуфени до тогаш. Меѓутоа беше министерот делом на напаѓан, делом на поддржуван за таа изјава. Ја еве лично ќе кажам. Јас искрено тоа јас сум секогаш да се каже вистината барем. Може би е грда, ама ние не можеме да го фалиме бидејќи многу луѓе, многу министри видовме до сега и многу функционери. Едно е на почеток, друго е на крај, ама му држиме среќа да остане вака. Само критичен. Мислам дека е многу битен тој сектор, може би пресуден да се среди во држава. Офативме многу теми, прошарано, не знам како ќе направиме таймстемп за што зборевме. Не знам тоа, тебе ти оставам, ти си автор. Ајде за уште една специјал, за кој прв пат мислам дека масовно публиката ја дозна, не знам дали ќе се согласиш со мене, да го фатиме уште тоа и може нека аудио, тоа беше за Жан Митрев. За Жан Митрев и за клиниката во Тетово, сега не знам која тоа по модуларната болница. Модуларната болница. Кај што исто беше хаос, ајде да почнеме од Жан Митрев. Сега и за тоа имаше поделени мислења. Еве јас сега од контракт за кажам, некој тие поделени јас ќе ти кажам, тие поделени мислења беа резултат на и со Жан Митрев и со Ангјушев. Резултат на скапо платената пропаганда која тие двајца плаќаа во медиумите, кои што за
возврат за парите од болниците и од Ангјушев, тие имаат задача да не напаѓаат и се вода стравотни хајки против нас. Беше многу стресно, но и тие мислења се последица на тоа. Добар дел и од тие мислења, сега што ги има, се и од ботови, цели, знаете, има фирми што може да отидете 3 ќе коментираат. Сега, Жан Митрев сепак е доктор, Куќан Ангјушев баш и него подели многу мислењето. Едноставно човекот е омразен. Мислам, немаше за него помош. Джабе ги дае сите тие пари за да навредуваат и напаѓаат. Меѓутоа, сакам да кажем дека да, пропагандата успева. Ние бевме нарекувани рекетари, вакви и такви. Не знам никога като обвинив за рекет, а од тоа му зависи бизнисот и животот. Валјда ќе излезе да каже, ќе пријави у полиција, нели? Мислам, има некоја логика, така? Митрев тврди намерно, исто има. Митрев тврдеше дека ние сме го правело ово истражување, ама ова му текна по 2 години. Зашто некој албанец, или лошиот албанец, сака да му земе болницата, потоа и Куќан Ангјушев го тврдеше истото. Овој последниот албански бизнисмен за кој пишувавме Самир Мане, Изгет Мол и други такви проекти, он викаше дека намерно и ние ова го правиме, дека сме зеле рекет од православните бизнисмени, бидејќи не ќе имаме албански бизнисмени, мислам, тие се тие луѓето ако имаат аргументи ќе ги изнесат. Зарем вие ќе имате толку големи бизниси во стотици милиони евра и ќе дозволите Сашка, Деница, Трифун, Маја, деца од 25 години, да, толку го отишле, ги зрекетирале сите, се направиле, ама нема да пријавите полиција. Само малку логика, ако може да се аплицира. Каков епилог имаа после тоа? За Ангјушев нема епилог никаков, им се уште е во предистрага тој случај. Не верувам дека има многу добри релации со СДСМ и со ВМРО. Има навистина ужива огромна заштита од системот. Жан Митрев не се дава, пробува и веројатно ќе успее да го изманипулира процесот. Со влијание врз поротниците, нешто што сега го истражуваме. И тоа е тоа. Нашето е да ги обелодениме овие работи. Што граѓаните ќе прават со тие информации, веќе не е на нас. Често ги добиваме тоа и што се од ова вие што го направивте. Па нас тоа не е работа. Ние немаме, јас немам значка, не можам да отидам некого да уапсам, како да го направам тоа. Добро би било. Нека така се викам, леле, да имавме нешто вака значки. Ке беше друго. Да испринтаме лажне, да не чуе министерот. Да, чисто еднаш така, да се порадуваме. Меѓутоа, не знам, многу сме отворени ние за оваа тема. Најсериозно, и онака, предолга агонија бевме, долго се браневме од ова, мислам, стварно беше ужасно. И да, тоа е тоа. Ама сега тоа нема да не спречи. Океј, за крај, мислам дека доволно фативме работи, веќе заврши времето и ти си зафатена, може само 60 минути, за жал може веќе имаме прилика и втор пат. За крај ме интересира, уште 2 прашања би ти постоела, би ти поставил. Ајде. И веќе забагиравме. Што би им порачала на младите кои сакаат да се бават со истражувачко новинарство? Сега беше некако малце дарк ја водевме тема, нешто позитивно беше, за таа многу вака. Да, многу, ова многу сакам. Не. Јас сум оптимист на вистина. Начинот на кој што јас почнав да ги гледам информациите и медиумите се смени на толку многу начини и сите се толку многу добри начини, откако во нашите животи на истражувачки новинари, велика младите новинари, младиве продуценти, Деница која сега engagement едитор. Ние работиме со млади луѓе од нула. Ако некој може да дојде кај нас, може да биде интерн и после може да биде нешто кој е спремен да го учиме и да се пронајде. И сум преблагодарна за сите нив што ги имам. Ништо од ова немаше биде волку добра работа, да не беа младите. Имаат повисоки продукциски стандарди, нема да зборам само за истражувачко новинарство, ќе зборувам за било каков контент медиумски. Не се извалкани, покварени, не бадијала сите се плашат од младите луѓе. Имате поголема моко што мислите и ако ви треба совети како да ја канализираме и употребиме, еве сите може да дојдат во рола. Ќе ги примам лично. Од јавното прашање од мене би било како може обичните граѓани да се приклучат на таа борба против дезинформација и корупција
Еве со тоа да Како? завршиме. Еве, може да, ако секој граѓанин ни донира по 1 евро, ќе имаме 2 милиона евра годишно. Ќе биде доволно. И ќе биде и ќе може да вработиме уште 50 млади и граѓаните ќе имаат моќта да имаат свој медиум, свое место. Во оваа прилика ќе ви се заблагодарам што одвоивте. Малце шалтавме од ти на вие Ако? и затоа се Да, ќе се мислам, извинам бидејќи на ја паузите исто бевме на тебе, ти и пред снимање на ти, сега на вие. Не, можеш на ти, ама не прекинувам ако некој вика вие да не ме го нарушам тој флоу. Така, Да. тогаш нека биде, фала ти многу што дојде. Ти благодарам ни што ме спочитува викна, со многу ми е твоето задоволство присуство. да бидам на нешто што се вика Next Gen. Така, многу ни спочитува со твоето присуство. Се надам дека нема да биде последна прилика, секако и другите членови од вашата редакција. Се надам во една некоја прилика ќе имаат можност да ги угостиме тука. Тука јас ќе ја одивам. Дефинитивно треба. Да, дефинитивно. Треба. Тоа е тоа. Во овој момент ќе ја одивам оваа епизода. 70 минути некаде сме веќе тераме. Правевме пауза 5 минути, значи 65. 5 минути имавме пауза измеѓу, значи околу 60-65 минути, а сам да ви се заблагодарам на сите вас кои останавте со нас овие 65 минути, 70% од вие кои не гледате до крај секоја епизода, не сте сабскрајбнати, тоа многу ќе ни значи, тој параметар ќе знаеме дека ова што го правиме има некоја смисла, дека ви е интересно, слободно коментирајте. Се надевам дека темите што ги отворивме денес со Сашка ќе бидат продуктивни, ќе потикнат на некоја дискусија, дали во коментари, дали со И бидете храбри. Бидете храбри, ова е добро за крај. Тоа е тоа за овој епизод, до следно гледање, пријатно.